Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. И денеска, како и минатите патеви, како што умеам секогаш да кажам, така и сега, ќе имаме мощен и интересен гостин. Овој пат станува збор за еден актер, мој долгогодишен пријател, своевремено директор на театар Комедија и има негов театар кој се вика Хит. Ке говориме со Сашо Ристовски. Добар ден и чувствуваш се, Саша, како дома? Добар ден, Трајче, добар ден до гледачите. Да, стварно, те знам долги години и додека се договоривме ради обврските требаше време, ама ете најдо време и дојдов. И нормално, дека сум како дома. Така е, така е. Добро, да, јас не можам, ти не можеш, но најдоброто доаѓа на крајот, велат. Па, така е. Никогаш не сакам да бидам на крајот, ама некако испаѓа да сум на крајот. Не, сакам да кажам, ќе има уште многу подкасти, но сепак не сме меѓу првите таму, заради тоа што немавме време, ама сега ќе си поприкажеме се што имаме. Па, мене ми е ваков тет-а-тет подкаст прв пат. Те гледав и во Охрид? Во Охрид, добра, ама тоа бев со мојата група, каде што немав, јас велам тета. Не беше сам. Так. Не бев сам, а ова ми е прв пат. За се има прв пат. Да го срушиме ледот. Нема проблем за ништо. Саше, знаеш како, сакам да започнеме со тебе од самите твои почетоци. Ти си актер како што те најавив. Некој велат глумец, некој актер, едно те исто. Ти како се доживуваш глумец, актер? Мене тоа ми е исто. Тоа е жаргонски, зависи од публиката, зависи од луѓето, може да каже кај си бе глумец, тоа е, нели, нормално, така да јас се доживам како Сашо, како секоја професија што ја работат луѓето, исто е, дали си актер, дали си конобар, дали си хигиеничар, јас сум работник. Не зашто те запрашав, заради тоа што своевремено Марин Бабич велеше дека он не бил глумец него актер, заради тоа и те запрашав. Не знам што е разликата. Не знам, јас. Искрено не знам. Не знам, ако знае некој да ми објасни, нека ме, јас не знам. Мене ми е исто. И мене ми исто, морам да си признам. Има разлика помеѓу глумец, актер и забавувач, тука има разлика, ама помеѓу актер и глумец. Да. Сигурно мислам на како што ти спомна жаргонски. Па да, например, во Србија кажуваат глумци, во Македонија актери, односно правилно треба да бидат актери, ако говориме македонски. Ама ретко кој ние го литературно го говориме тоа, така да дали ќе ме наречат глумец, актер или Сашо, мене ми е седно. Јас знам кој сум и што сум. Саше, дали уште како дете, например, ти знаеше дека сакаш да станеш кога ќе пораснеш актер, глумец, или тоа ти дојде некако спонтано? Како се започна твојата приказна? Мојата приказна се започна од колку што јас се сеќавам од пред 3 години. Моите родители работеа во Македонскиот народен театар, тогаш беа и операта, и драмата, и балетот во едно. И јас ги сакав драмските представи многу. И како дете одев постојано, и веќе кога одев на училиште, јас морав да напишам домашна задача, да ја покажам дома и ќе ме пуштат да одам на театар. И така се заразив. Значи љубовта ти дојде од твоите родители? Од детство, сега каде што е театар Комедија, таму беше Македонски народен театар. Значи, јас имам сега 45 години, јас сум таму 42 години. Некој се представуваше во една прилика дека бил дедо на театарот, ако тој некој бил дедо, јас сум тогаш прадедо. Не е битно, знае кој тој. Добро кажано, прадедо. Ама ти си младолик, ти си па, млад, добро, не, бидејќи имаш една ситуација, па истиот тој драг ми е, како колега, има кажано дека бил дедо на театарот. Возрастен е вака или? Не, многу е помал од мене. Па ако ти си дедо, јас сум прадедо. У чему е проблем? Така е, така е. Саше, какво дете беше? Саше, мирно, пававо, проблеми нешто правеше или? Јас бев многу помирен за разлика од брат ми. Добро, варираше кај мене, кога започна нели пубертетот, па секогаш ни се случуваат такви работи да намалиме со поведение во училиште, со оценки да намалиме, особено тоа беше 7 и 8. Женски кога ќе почнат. Да, тоа е бубачките работат на големо, значи тука работи на големо.
Не сум бил агресивно дете никогаш. И како човек не сум агресивен. Тоа можам да не сум сакал да можеби 2-3 пати ми имаат удрено како дете. И моите родители ме воспитувале да се повлечам. Така да не сум правил такви проблеми, нешто не се сеќавам да... За разлика од брат ми, кој е контра мене. Па секојаш е така плюс и минус во глобала. Да. Основно и средно ти си скопско дете, ако не се лажам, со велешки корени. Да, корените ми се од Велес, Теово, општина Чашка, односно центарот на Македонија. Тоа е центарот на Македонија. Моето потекло е таму. Јас сум роден во Влае, па потоа си имат моите преселено во Кисела Вода, од Кисела Вода, 85-та година, доаѓам да живеам во центар, каде што и ден денес живеам во центар, но веќе другиот месец, крајот на другиот месец, заминувам во Кисела Вода. Така да се враќам таму каде што сум бил некогаш. Полека некако назад, Кисела Вода, па може ќе завршиме пензионерски денови у Теово, а тоа ќе биде сигурно. Теово е прекрасно место. Па јас сум секој слободен момент таму. Те пратам, гледам. Апсолутно, таму сум секој слободен. Таму имаш твоја идила. Таму е посебно место за мене, не само што имам голем двор. Зеленило. Ние зеленило, имаме многу цвеќиња, имаме своја бавча, значи одгледуваме органска храна, имаме мини фармичка, тоа беше мојата желба, на кокошки и веќе тоа расте и многу луѓе веќе си обезбедуваат здрава храна од кај нас. Па доста голем број на кокошки имаш, немаш баш малце. Па мислам дека до сега се 70, големи, мали се околу 25. Одиме на 100, сакам на 100. Како ти текна да се занимаваш со оваа работа, како ти текна да купиш кокошки, да направиш некоја фарма, например? Тоа ми е желба. Значи, тоа ми е желба и јас не се срамам од тоа. Нема зашто. Не се срамам, значи, мене ми е Теово местото каде што се полнам со позитивна енергија. Затоа што кога играме се трошиме, а меѓу другото што ми е многу жал, веќе во градовите е таков наплив на негативна енергија и мораш ти да си имаш свое место, каде што ќе се наполниш. Јас таму се полнам со убава енергија, животни да имам и мачиња, околу 11 големи, 4 мали до сега, мислам ке имам уште мали. А околу кокошките, ако спомнуваме, ќе ги интересира луѓето, да, тоа од дете. Од дете ми е и си ги сакам и тоа ќе биде така. Еве, например, јас сакам кози. Така да. И јас сакам, ама тоа се голема обврска, моите родители навистина не можам да им задам толкова обврска, можеби јас кога ќе живеам таму, можеби ќе имам. Континуирано да живеам. Ова е полесно. За одгледување е полесно. Сега не можам, тие се во убави денови, што ги кажам ја пензионерски денови, нека си уживкаат, вака ова им е добро, штом така им е добро, така нека биде. Ги одржуваат, буквално. Да. Буквално е така. Секој викенд си таму или? Па секој викенд. Може да се случи и да одам и преку недела, кога имам слободни денови или кога ќе се појави потреба. Сега ние малце да се вратиме на твоето детство. Може. Првата твоја љубов ја паметиш, која беше кога ти се случи? Се насме. Се сети? Те фатив? Да. Јајде сега кажи не. Се викаше Маја, таа приказна. Како дете, многу мал дете, тоа треба да ја раскаже мајка ми. Ке ме снема во кампот каде што сме оделе и ке ме бараат моите и јас сум рекол, мамо, бев со женската Маја. Така да ја паметам и незе и така натаму. Многу интересна приказна, никој не ме прашал за ова. Се сети. А во кој камп, на колку години ти се случи? Кој камп, не знам. Па не знам, да сум во Охрид, во Дојран, на Матка, да не Грција? Да не е Грција. Одевме ние Грција малку кога пораснав, јас брат ми беше роден. Мислам дека беше Кран и не знам, треба да ја праша мајка ми. Таа се сеќава, јас тоа се сеќавам на како ситуација, ама каде? Мислам дека беше Крани.
Да. Таму ја запозна и се случи таму. Да. Кратко траеше тие Тоа летни денови. Тоа детското е така сладко, шармантно и сега и дечињата кога ги гледаш, така да тоа е убав момент, се сеќавам на тоа. И никој не ме брашал единствен си, браво. Експлозива имаме. Ексклузива, поздрав до Маја. Поздрав, така. Јас Саше така, не ми беше прва љубов, но имав русинка, така можам да се пофалам. Русинка девојка од Русија, од стари Уриенгој. Руски научив покрај незе. На која годишна возраст? Па не бев голем, тоа беше Ајде дај ти ексклузива. 80 на 19 години нека било. Не ми беше прва љубов, ама тогаш ја во Црна Гора. Добро, јас немам нешто среќа многу во љубов, ама во друго имам среќа, така да не е ништо страшно. Тука сме некаде слични. За љубовта? Па да. Ама добро. Па да. Сега тоа е што е. И внимавај, една година се договоривме да се најдеме, после една година повторно и се најдовме. И се најдовте. Да, таму Браво. во Црна Гора. Браво. Ќе опаметам тоа. Саше, да дојдовме до моментот до факултетот. Ти се запишуваш на факултет за драмски уметности во Бугарија. Зошто баш Бугарија? Како дојде баш таму ти беше желба да студираш? Сега не ми беше желба, мене ми беше желба овде и мислам дека овде сум одбиван 5 или 6 пати. И колку што јас имам информација сега, има некои крила кои што учествувале да не се запишам на факултетот за драмски уметности, а имало некои кои што мислеле дека не припаѓам таму. Но не сакам да ги дискутирам. Политички крила? Не политички. Мислам дека тука беше умешан мојот татко, тој не сакаше јас да бидам глумец, затоа што не го судувам, не го знаејќи колку е тешка оваа професија. И е тешка, значи која работи и е тешка, ама ако ја сакаш ништо не е тешко. Мислам дека мислам, но не сакам сега, не сум сигурен, немам факти. Јас ги прашував професорите и мене ми беше кажано тоа е така, како што е. И не, јас сум, кога ќе го решам нешто во животот, го правам, па тоа дали е покасно или порано, ќе го направам, ја ќе го направам, ке мене тоа не знам од каде ми е тој инат. И во Бугарија се запишав и завршив и знам дека на дипломската беше татко ми честиташе и вика погрешија. Викам не знам кој погрешил, јас не погрешив ништо. Јас не погрешив ништо. Памтиш пред 10 години кога ми кажа глумците не нарекува децата на ѓавола. Тоа е твоја изјава, твоја реченица и ке ти ја памтам уште пред 10 години. И често пати се прашал зошто децата на ѓавола. Дали имаш можеби после толку години некаков одговор на ова децата на ѓавола? Дали можеби заради тоа што глумец знае да види пеач и шоумен и водител и глумеци се? Не знам зашто тоа, јас се сеќавам кога ми го кажа, и вика, вие глумците сте децата на ѓаволот. Во Бугарија ти го кажа? Не, тука. Јас велам зошто сме децата на ѓаволот. Што правиме ние нешто што е различно од другите луѓе. Не, вие вака, вие така. Па не знам зошто е така, јас ни еден мој колега не го гледам дека е дете на ѓаволот. Тука е дете. Да си глумец, треба да си дете. Значи, навистина се радуваш, да си играш. Значи, децата си играат. И мислам дека јас немам сретнато такво дете на ѓаволот. Тоа дете на ѓаволот ја го доживам малку поинако. Имаме во другите професии деца на ѓаволот. Дефинитивно. Во политиката, например? Па сега види, политиката е многу опасна работа. Тоа е многу опасна. Ќе говорим и за политиката. Немам проблем. Спомнавме факултет во Бугарија, ти одма кажа завршив, ама почекај, мала се кажи ни некоја анегдота, сигурно дека памтиш нешто интересно од тој ноќен живот во Бугарија, например, знаеш ли? Знаеш како, во Бугарија... Сакаш да не споделиш нешто? Јас многу сакав да одам на Ивана. Многу ја сакав таа жена, таа е фолк пејачка и уште актуелна. Зошто сакав, тука 2-3 пати да отидено и си имам поминато
феноменално. Затоа што јас ја сакам боемштината. Значи, јас не сакам, мислам ги сакам сите видови, ги почитувам сите видови на музика, но не можам сите да ги слушам. Секогаш. Не можам да ги слушам. Толку убави песни имаш и жената толку од срце пее и си ја работеше работата и тие забави не можам да ги заборавам. А и нешто да ги заборавам забавите дома. Тие студентски забави, тие дружби со моите колеги, со Мими Ристов, со Виктор Арсов, со Жика од Битола во Битолски театар и со уште неколку кои што студира камера, режија и така натаму. Некои работат во македонска телевизија, некои се заминати. Тоа беа прекрасни моменти. Вие заедно бевте таму? Да, па си готвиш заедно, па си зимаш, тогаш беше, и сега уште има таа пештерска ракија, така се вика пештерска ракија. И мислам дека беше нешто преубаво и во тие денови, последните денови, последната година од студирањето, знам дека ова ќе го кажам ексклузива, може ќе се лути, може не, јас многу си ги сакам Роберт и Мими. Поздрав до нив. Да, многу голем поздрав. И од таа вели јас ќе одам во Скопје. А само што дојдовме од Скопје. Викам, добро, само што дојдовме од Скопје, зошто ќе одиш во Скопје? А бевме цимери. Не ќе одам во Скопје, ќе ти кажам зошто. Добро. И звонат на телефон, има оние телефончиња, ги има малечките. Тогаш беа мобилни, викам, кажи што е, знаеш. Да те ваму од Македонија, музика, гласно, викам, што се случува се? А ти си таму, во Бугарија? Во Бугарија. Вика, слушај, јас кажав да. Што си кажала? Јас кажав да. Викам, за тоа ли се врати? Вика, дали ќе ни видеш старосват? Викам, ќе ви бидам. Спремај журка. Тоа не беше журка кога се врати. Тоа беше не знам што. И тоа ќе го паметам. Тој момент ќе ми остане цел живот. И јас бев многу весел. Ти од зградата доаѓа и викам, не, вака и вака. О, супер, знаеш, македонци, не ни праја проблем никогаш. Бидејќи ние живеевме 4 години во таа зграда и бевме стварно примерни станари. И кога имаше таква журка, особено ова, кога кажавме зашто е не, ајде честито, јас им викав дури, ајде да се напиете ако сакате, влезете. Значи толку бевме отворени, ние немавме никаков проблем. Тоа ќе го паметам цел живот. Бугарите знаат да се забавуваат? Многу знаат да се забавуваат. Па многу повеќе од нас. Да. Многу знаат да бидат послободни во комуникација, во ширење познанства. Јас сум немал никаков проблем. А на национална база, например, си има некој да ти оспорува Македонија? Не. Мене не ми се случило тоа. Мене, например, ми понудија да јас земам бугарски пасош. Како и многу студенти. Не. Јас тоа го одбив. Го одбив, бидејќи јас се чувствувам македонец. Браво. И нема да го сторам тоа во ниеден момент, секоја почит кон сите. Значи, јас прво имам своја девиза. Ако јас се почитувам, се го почитувам мојот народ, мојата земја, тогаш ќе ги почитувам и другите. И реков, нема да го сторам тоа, никогаш во животот, па макар плаќал партиципација 100%. И ја плаќав партиципацијата 100%. И ја плаќав и се вратив како македонец. Браво, зашто ти си еден од ретките. Како македонец. И сега многу се нервирам кога одредени луѓе кои ги знам, кои земале бугарски происход и се кажуваат и се напише како бугари. Тебе те прават бугар? Не мене, него истите тие зборуваат на темиве сега што ни се случува. Најгласни се за... Најгласни се за жал. Јас останав тоа што сум. Македонец. И то горд македонец. И на традиција, и на култура, и на својата држава, така да останав тоа след. Морам да ти кажам секоја чест првенствено, второ, тебе и прв пат, а те следам и те познавам долги години, тебе и прв пат те слушам некаде јавно да говориш на оваа тема, заради тоа што ти во глобала си гледаш театарот, ама за Македонија, Бугарија, за односите не си многу бил гласен и сега
ти симнам капа секогаш што Бев напишав статус, изгледа го немаш видено. го немам видено, да. Да, зошто сте толку гласни кога извадивте бугарски пасоши? Да. И тоа е вистината, зошто да ја криеме вистината? Зошто да ја криеме вистината? Зошто да бегаме? Ама кога ќе кажат за екзистенција, јас ве разбирам. Јас ве разбирам, апсолутно ве разбирам. Но тогаш Не бидете гласни. намалете доживљај. Тогаш намали доживљај, брате. Ако ти така си се решил, намали доживљај. Јас настапувам и во диаспората со мојата екипа, одиме, гостуваме, имаме договорени настани. Никој, и знам дека се со бугарски пасоши. Никој не спомнал. Јас сум ги прашал зашто тоа сте го сторили од мака. Ке ти кажат од мака. И што повеќе ти ќе го кажеш од тоа, ке ти кажат човек од мака. Ама политичар кога ќе видам дека зема бугарски пасош, а има пари. Не му е него од мака. И уште е гласен ти како што велиш, тоа ми е несватливо веќе. Јас мислам дека треба во нашата држава, сега добро не сум правник, но кога се занимаваш со политика, имаш политичка функција. Освен македонско државјанство, друго не смееш да имаш. Апсолутно не. Прво ти си представник, имаш висока политичка функција, дали зборуваме за пратеник, дали зборуваме за директор, дали зборуваме за министер, заменик министер, државен секретар, премиер и така натаму. Не. Тоа не. Веќе ако си се одлучи. Обичниот граѓанин има свое уставно право да се изрази како се чувствува. Тоа е негово право. Но веќе, кога ти си на таа позиција, мора да има критериуми. Се знае кој е државјанство. Албанецот нормално си има своје албанско, србино српско и така натаму, турчино турско. Но зборуваме за нас во моментот. Така да јас мислам дека треба да се донесе, да се дополни или измена за јавни функционери, има закон, знам дека има закон, ама знам дека и тоа го нема. Си настапува Бугари. Албанија на така, не знам или па дали си запознаен со нашите отпустец. Да, како не. Многу наши за жал, сега за пари се направи бугари. Види, со задоволство сум настапувал. И многу ми е жал што многу малку ја поддржуваат културата таму. Имам прекрасен колега, прекрасен човек, голем македонец, односно патриот, некако кога ќе спомнеш патриот, поинако го доживуваат, патриот е да си ја сакаш својата земја. Да. Значи да си ја сакаш својата земја, така? Да. И да си ги сакаш своите кои се надвор од Македонија. Тоа е Едмон Сотир, кој искрено многу сакам да го поздравам. Затоа што има такви сили да направи културно лето во Пустец, со луѓе, верувајте, такви минимални средства. Јас имам настапувано и со задоволство секоја покана кога ми ја упатил, сум прифатил. Значи, не сум дискутирал за пари. Никогаш. Дури Едмонт имаше една ситуација кога воопшто и не му дадоа пари. И јас тогаш бев директор, имавме во меѓународниот буџет, меѓународната сметка за гостување, ние отидовме како театар комедија да му помогнеме. Браво. И да им из цела екипа се сложи и да му помогнеме на колегата да видат и нашите таму представа. Ова никој не го знае, не си го кажа. И јас апелирам, значи толку спонзори има, Министерство за култура, влада, дајте му средства за македонско културно лето на Едмон Сотир. Дајте му. На крајот од денот тоа е за македонската култура. Тоа е за македонската култура. Треба да му дадете на тој човек признание, а не вие да го сакатите со буџет и да прави културно лето со 50.000 денари. Со 50.000 денари, мислам веднаш, толку беше, некогаш беше ич. Да оди Едмон Сотир да моли за пари. Тоа е недозволиво. Тоа е недозволиво. Значи, толку општествено одговорни компании не сакат да дадат. Дали 100, 200, 300.000 денари. Дајте му. Тоа е за нас.
Се согласувам потполно, ама еве Не веќе знам, мислам кога дека гледа Едмон, тој Да. се знае како е моето мислење околу тоа. Не ми беше вака планот, но кога веќе говориме во моментов за политиката, секако дека сакав, но малку за подоцна ми беше планот, но кога Па е тоа, кога види кога е веќе спонтано си веќе оди, оди, мислам, би те спонтано. запрашал еве сега Саше, ти беше директор како што кажа на театар Комедија. Да. Дали тогаш можеби виде дека кои ти се вистински пријатели или сега денеска гледаш кои ти се вистински пријатели од тој аспект? Јас тогаш не видов. Кој ми се видов во Тогаш сите ти се пријатели. Тогаш сите си Веројатно. пријатели. И тоа е една машина, верувајте, која никогаш не би се нафатил на таква функција. Тој сакав да те запрашам. Никогаш. Освен болест, ништо друго не заработив. За жал. Секој те влече кон себе, секој сака дел од тебе. Секој сака и јас се давав максимално. Прво се давав на да бидат работите, односно да се исправат некои работи кои што не беа исправени, а тоа беше што не играа сите мои колеги. Не игра, како сега што е моментот. Ние не играме сите. Одредени играат. Немам проблем со тоа, бидејќи јас играм приватно секој ден. Сакав да исправам таа работа. Сакав претходно од директорката Јелена Жугич, што беа на договор земени, сакав да влезат во редовен работен однос, покрај други. И тие влегоа, значи не тргнав никого, но бидејќи има искуство си влегоа со решение. И тука, во тој момент, кога се направи тој голем прием околу 25 души, одма бев таргетиран дека се за партиски вработување. Јас не знам како тие луѓе, јас да не знам, а биле членови на тогашната владеачка партија. А тоа нема врска. Току седнавме, се договоривме. Вака. Влегуваме, бидејќи некои влегува на места кои што беа во моментот отворени. Потоа нели прераспределби и така натаму. Јас знам колеги кои ми се сега, мислам, не од актери, од технички персонал, кои вика само да влезам. Да. Само да влеземе. Како ја што сум викал. Важно. Ке влезеш. И влегле. Така да тоа сум го направил и не се каам, но потоа јас ги видов вистинските пријатели. Ти имаш помогнато на некој од тие актери, например, само да влезе и подоцна да плука по тебе? Да. Дури јас имам колега кој, не сакам да именувам име, кој кога како ситуација наследивме, неговиот работен однос не беше продолжен. Затоа што беше ситуација кога имаше еден, како се викаат тој термин, сега сум малку уморен, приправник. Кога немаш стаж, приправник си и најверојатно, да, и нема стаж, и бил приправник, но приправничкиот договор не го продолжен. И кога ние направивме што нормално, кога ќе доеш, кога ќе седнеш, ние гледаме дека се случуваме со проблем. Или тој човек што е земал платата, треба да ја врати платата и да остане без работа. И како да го решиме? И јас бев тој кој реков, не можеме да оставиме човек на улица. Не можеме. Дајте да ги видиме начините, како ние него да го спасиме. И ги најдовме начините. И истиот тој не веруваше. Значи, ако се сака, се може. Да, од срце ги најдов. И не се каам за тоа. Партиски не било. Не, апсолутно. Апсолутно тоа не беше. вреди да се спомне. Не, апсолутно. Значи, он предходно бил влезен, но бидејќи немал и јас имам приправнички стаж. Бидејќи немал стаж и приправнички не беше продолжен и тоа си течела платата. Значи, тебе ако ти дојде тука, се случува тоа што се случува. Ги враќаш парите и останеш без работа. Го направивме тоа со комисија, законски, според деловник на работа, на институцијата го направивме. Потоа му исполнив желбата да го трансферирам во театар каде што сакаш. Јас му исполнив желбата. Јас јавував да го направиме, ајде да го направиме, Да истиот тој мене ме плукне на улица.
Ќе си молчам, ама знам за кој збориш. Ама окей. И јас останам вака и реков, вред, нема проблем. Јас немам проблем. Вајда ти имаш проблем, не знам кој ти е проблемот. Вајда тоа што помогнав е проблемот. Тој е доста помлад од тебе и е... Ма нека служи на чест, јас немам проблем. Тој е таму каде што е, јас сум таму каде што сум. Така да немаме што тука, ние имаме сосем други таргети, така да не проблем. Не си почувствувал благодарност никогаш од некои такви што си имал? Не. Сум почувствувал некои кои што не сум очекувал. Спротивно. И толку ги сакам, мислам, ја ги сакам сите. Мислам, стварно си ги сакам, али од некои сум бил изненаден позитивно. И ние денеска си комуницираме и како што сме си комуницирали. За некој со некој само почит. Саше, например, дали имало, сега кога веќе искрено си разговараме, дали некогаш се обиделе, например, нешто партиски да ти ајде прими го тоа наше дете или ајде например некој колега да ти сега го е син ми, ајде те молам нешто стори, дали нешто таква работа? Пак ќе ти кажам, можеш слободно да видиш што се од јавен карактер. Во театар комедија со имиња презимиња од, да речеме, 2017 ноември месец до 2021. Колку се примени и дали тие се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Бидејќи Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата тогаш беа на власт, дали тие се членови. Си трпел критики од своите заради ова? Не. Мене ме прашувале, јас имам една ситуација, сега ќе ти кажам. Мене ме прашувале дали е професионалец. Викам, да, професионалец. Театарот треба да е професионалец. И сега јас не можам да му забранам на некој. Сега имаме еден на конкурс и се ние, тој е член на, да речеме, ајде да го земеме Социјалдемократскиот сојуз кој што боде очи и сега јас нема да те примам тебе затоа што ти си член. Тоа имало забрана, кај ме, јас кога бев директор. Става лепенки, имаш избори. Немаме стикерчиња. Јас дадов наредба и стои во архивите на театарот. Кој ќе стави политичко обележје во театарот ќе биде казнет. Надвор од театарот да. Например, има едно работно место, ова не сум го кажал. Ќе го кажам, ми спровоцира. Работно место кое е многу специфично. Значи, не може да го работи секој. Театарот има места кои што се многу специфични. И имаме кандидат, односно кандидатка, со искуство и со сенс за работата, како искусните на тоа работно место на времето. И по некој момент само таа е кандидат, а незината сестра тогаш е пратеник од опозицијата. Од ВМРО ДПМН. Да. И она си конкурира на конкурсот и таа ми вели нема да бидам примена. А и јас си велам ти ќе бидеш примена. Не, јас знам ради сестра ми и така натаму, ти ќе бидеш примена. И тогашниот заменик министер ми вика дојди на разговор. И викам добро ќе дојдам, нема проблем, заменик ќе дојдам, никаков проблем нема сега. Да, сега. И мене ме прашува зошто не ја сакаш неа? Вика молам. Откај тоа? Јас тоа не сум го рекол. Мојот муабет ќе биде пример. За тогаш да со анонимна пријава ме пријава дека треба да примам близок човек на пратеник. И јас тогаш во тој момент пуштам јас како директор дали има судир на интереси до ДСККСК, како се вика МСКК, дали има за да и јас бидам чист и таа и незината сестра. И тие би велат нема. И јас го
го Си се подпишувам решението и ја примам на работа. И ја викам и не се веруваш. И ден денес работи и е најдобра во Македонија. Во Македонија ве уверувам дека е најдобра. Ве уверувам. Значи, што ме осудувате мене за партиски вработување? Нема проблем. Одете, видете. Нема никаков проблем. Па глумци. Јас како директор не сум се мешал. Не сум се мешал. Едино, кога била комисијата, ме прашале ово или ово, викам не знам. Стварно сега не знам. Дај да ги направиме мозаиците. На вториот конкурс исто така се случи. Примав колега на мој син. Овој син на мој колега. Што да правам сега? Која комисијата одлучи така? Има комисија. Што да правам јас? Што да правам? Во истото колега кој што го сакате вие исто. И овој колега го сакате. И се дружите. Бил трета група, па конкурирал трета група. Што да правам ја? Ако конкурирал трета, да го ставам во четврта. Значи он си пишал на пријавата човекот трета група. И си конкурирал, комисијата видела, правната служба го видела тоа, и што? Во што е проблемот? Има проблем? Нема проблем, дечки. Сами си го правите проблемот. Така да јас си го кажам отворено. Ова те запрежа, знаеш ли зашто? Заради тоа што, например, твој колега и многу си личите вака физички. И Саша он беше Тасевски. Саша Тасевски. Он Да. па има поинаква приказ. Он кажува друго дете барете за директор за да ви ги прима баш. Ја затоа и те запрашав за да видам Јас не сум твоето го мислење. имал. Јас не сум го имал. Навистина не сум го имал. Има фургенци еден колега, кога примав, ми се јавија. Сега не можам да кријам, ама викам нема потреба ми се јавувате. Топе. Така кажам, нема потреба. Топе, колку што јас гледам, топе. Нема потреба. Значи, случајно, не ми се јавја, прими го. Него вака ми се јавја на телефон. Саше, има и го во предвид. Да. И јас викам, што ми се јавувате? Стварно е топ. Нема што. Јас, например, сум бил и председател на комисија за примање на кандидати. И во Куманово, и во Струмица, и така натаму. Не ми наложил никој, јас сум бил председател, ама имал и комисија тука. Саше, еве се јавно сакам да спомнам нешто што дури ни ти не знаеш за ова. Ајде. А ти си инволвиран, еден наш многу добар заеднички пријател и на двајцата, не е актер, глумец по вокација, но ми кажа, сега ти ќе потврдиш или ќе негираш, дека ти си му понудил да дојде да живее во Скопје, да се вработи во театар. Колку е важно, од Струмица се работи за Бубе Дупев. Колку е уметничко име му е Бубе Дупев, има мокрински Се сеќавам. смешки, да. Сега. Колку е важно да има, дали например можно да е талентиран, да нема факултет за актер, а да се запосли да биде актер? Не, дали актер не дали сум тоа му ти понудил. значи нешто? Не, актер не сум му понудил да биде, затоа што ја знам што треба да има за актер. Аха. Ке ти одговорам на тоа. Се извинувам. Бидејќи според нели тие правила, треба да имаш високо образование, 180 до 240 кредити, сега го сменија па скроз 240 треба да имаш. Мислам дека му понуди да работи во театар, бидејќи имаш милион професии кои што се во театарот. Зошто да не помогне? Да. Зошто да не помогне? Зашто не помогне, го ви гледам дека некој има Талентиране. Има талентиране. Например, јас имам понудено на човек кој што е реквизитер у театар кај нас. Значи, жив и здрав е, може да потврди. И многу луѓе може да потврдат. Му имам понудено. Сакаш затоа што го имаш сенсот. Обуката, нормално, тука има поискусни колеги во тој сектор, ке те подучат и така натаму, и он си ги води представите, дури прави некои статуетки и така дале. А околу тоа, јас само ќе ти кажам нешто. Факултетот те учи на технички работи. Талент не. Не ти го дава факултетот талентот. Тоа го имаш или го немаш. Трето нема. Завршуваат некој факултет, а да не се талентирани? Не можам да кажам, јас не сум тој што треба да судам.
Јас Не, според сум. тебе, вака, ти ги гледаш. Не. Завршуваат актери кои што не им се дава можност Може да се искажат. И одма велат не е талентиран. Чекајте. Зошто не му дадете можност? Зошто не му дадете улога која него ќе му одговара? Мене не ми одговараат сите улоги. Ти ако ми дадеш улога која што не ми одговара, тоа било на почетоците, сум морал да прифатам. Сега не прифаќам. Вистина ли е дека си одбил во Охрид улога и те казнили? Да. Да. И ден денес ке одбиам улога, ако не е за мене. Јас и млад бев. И одбив. Затоа што бев таков. Сега ќе ти кажам зошто. Затоа што не ми оди мене, не ми лежи. И тоа нема да биде добро за представата. Подобро, нека те земат тебе, кој што ти лежи таа улога и ќе има енергија убава и сето тоа ќе движи, отколку некој кој што не ти лежи, не може да ми лежи све. Да. Значи не може, јас се знам, можеш само да се лажеме, ја можам се да играм. Не можеш се да играш. Не можеш се да играш. Јас не можам се да играм. Така да сум одбил. И ме казниле и сум одбил и кога бев директор. Кој директорите се тепуваат за играње, Сашо играше најмалку. Играше епизоди, знам во Викенд на мртовци, директорот го игра в 5 минути, беше таа улога. Бев уметнички раководител, кога се правеше жена ми се вика Борис, Синиша Евтимов ми ја понуди и ја прифатив, бидејќи беше многу предизвик таа улога. Кај Егон Савин, јас можев да земам главната улога. Јас можев да ја земам. Ама не ми лежи. Браво. Не ми лежи. Кога дојде правеше вакво поделата, јас бекам играм и јас. Да. Јас можев слободно му кажам. Јас сакам да играм таа улога. Не. Главна. И ми ја погоди точната улога. И беше одлично. Атанас фантастичен беше. Главната улога имаше. Фантастичен. Ја можев да се ја земам. Како некои директори што се зима. Да. Си се пазареа, си се договараа да бидеме. Не. Јас не го правев тоа. Ја бев многу горд на сите што бев, ја спомнав на Егон Савин представата. И на другите. Например, Иван Лео Лемо, жени пред нервен слом ја правеше. Ние сме другари, сум играл јас во представи негови во Охрид. Ми понуди да играм во представата. Јас одбив. Викам не. Па кој ги игра? Па друг не ga игра. Ама јас сакам ти да играш. Ти тоа што ти го сакаш е едно. Тоа што јас го сакам е друго. Ама ајде да се најдеме на пола пат. Да имаш алтернација. Не. Јас немам проблем да имам алтернација. Или да бидам нечија алтернација. Ја тоа го немам. Ама ја одбив. Ти кажам, Иван Лемо, јас имам одбиена улога. Дали подоцна имало такви некои што си се кава, како он не прифатив, например, ќе беше? Не. Јас кога ќе го направам нештото не сакам. Не сакам. Значи сум го направил и тоа е така. Не сакам никогаш. Интересно. Не сакам за улога, сакам за некои мои животни постапки. Денеска да се врати времето, директор повторно би прифатил. Не. После тој на стрес што го помина и беше обвинуван за некој... Не ради тоа. Знаеш како кога ќе те стават... Напорен живот, тој период. Многу е тешко. Прво, напорно е. И второ, јас не сум човек за канцеларија. Не може. Не може. Тоа може би ми беше... не ми беше грешка, туку ми беше едно школо, каде што многу созрев, многу научив. И да бидат спокојни и среќни, нема да се вратам никогаш. Нема да се вратам никогаш. Спокојни и среќни. Да, имаше некои кои што као беа несреќни, кога бев јас, не знаеа дека се среќни, бидејќи игра. И бидејќи се борев за нив. Бидејќи за нив и по нив го правев репертуарот. Ама ете, беа несреќни, не знам зашто беа несреќни.
И дали се уште не срекни некој? Добро, одредени? Саше, ти сето ова сега што го правиме, муваме што си го правел, фактички си делувал не партиски, си делувал онака како што си знаел и умел во тој временски период во глобала, биле твоите вработени задоволни заради тоа што играле сите, како што Сите спомна. игра. Зошто, како ти се фатија за да ти додадат или смислат нешто такво како што ти смислија? Пуста желба Колку те повреди тоа за столица. да си осуден, а да нема никакви докази за тоа? Мислам, не од суд, него од јавноста, од некои портали, од некои телевизии, се крена огромна фама. Многу. Тоа беше сценарија. Кога го гледам од Оркестриран напад. Да, тоа беше оркестрирано. И тука се повлечени многу луѓе, но не е важно. Важно е, ако јас бев таков, како што некој сакаше да ме представи, јас немаше да седам вечерва со тебе. Ке седев на некој друго место. Многу логично. Ке седев и ке си правев мовет, може би ке им глумев. Поготово денеска. Кога на вас се сосема други. Не е проблем. Јас и со нив имам одлична комуникација и одлична соработка. Апсолутно. Апсолутно, верувај ми. Ќе ти ги издвојам. Јас имам одлична соработка со и ги издвојам градоначалници. Да. Немам никаков проблем. Нема проблем. Градоначалникот на Охрид, Пецаков. Одлична соработка. Втор пат имам појавен повик. По конкурс добиен на проект. Браво. Одлична соработка имам со Струмица. Костадин Костадинов. Мене ми има животно прашање решено сегашниот градоначалник на Кисела вода. Одлична соработка имам со градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Одлична соработка имам со Митко Јанчев во однос на Кавадарци. соработката Кавадарци. Одлична соработка имам со Сашко од Крива Паланка. Гостувам во Новаци. Гостувам кој што се манифестации на општината. За прв пат имаше Велешко културно лето. На конкурс си се пријавив, ме одбра градоначалникот. Дури си честитавме по телефон. Нема проблем. Саше, секоја честно, ова е малце чудно, заради тоа што во минатото не било баш така. Имало ВМРО, ДСМ, не може ти, нашите. Сега ова ти што го кажеш е нешто ново, некој новост. Кој имал? В 90-тите години, например, па навака, знаеме. Јас не паметам, бев дете, не можам да зборам за 90-тите. Јас не можам да зборувам за 90-тите. Јас можам да зборувам од кога сум јас. Влезен и па излезен. Јас не сум имал проблем. Верувај ме, не сум имал проблем. Тоа е добро, вреди да се пофалим и беше мобето. Дури, сега ќе ти кажам, кога го добив за прв пат, јас го предложив како наслов, дека Охрид заслужува да има нешто за децата. Значи го има Охридско лето и така натаму, ама нема за дечињата. И јас го кажав насловот. Викам, ајде нека биде за сите деца. Значи за сите дечиња. Наши дечиња, туристи, значи сите деца. Да гледаат. И ја збогатија таа програма. Значи го прифатија мојот предлог. Може слободно да кажат, не ти. Апсолутно, еве сега пак гостувам. Пак имам проект. Немам никаков проблем. Тоа е за пофал ми беше мобетот. Значи јас Тоа е за пофала. лично искуство. Исто со градоначалникот од Росоман, потоа со кои градоначалници, јас можам да ти кажам и приватна ситуација каде што јас го нападнав. Јавно градоначалникот на Кисела вода. Кога дојде на Позицијата. На позицијата. И жив и здрав е, нека е жив и здрав. Човекот може да ти потврди. Ти го заборав изгледа. Не, нека го, мислам, затоа што беше сервирана една приказна, која не беше така. И ние седнавме, мене ме повика, не само мене, и другите кои што сме дел од тој објект. Не. Односно, тоа е наследство. Да не мислат ете зашто зборува дека сум имал зграда, сум правил зграда и филмови си правеле во главата. Значи си правеле филмови, човече да имам зграда ке ме возеше сега шофер. Не Мерцедес А140. Така да не викна. Не праша што е проблемот.
И немаше проблем. Битно е сега сте добри. Ама ние не се скаравме. Јас го прашав јавно. Што е проблемот? Дали е вистина тоа? И човекот ме викна. Јас не го кријам тоа. За Охрид кога добив проект, моите содругари, јас сум си член, јас не го кријам тоа. СДСМ, така да. Значи не го кријам. Зашто да го кријам? Многумина го кријат. Зашто? Социјалдемократијата не е книжка. А зашто се срамат? Значи не се социјалдемократи. Не. Социјалдемократијата е начин не на беше живот. за СДСМ или ВМРО. Многумина партиски дали ВМРО. Подоцна се кажат јас не сум, јас, знаеш, Јас сум не член е така, од не е својата пријатно тоа 18-та да. година, но никогаш нема да направам проблем ти од која партија си. Не сум. Не ме интересира. Да, ама не ти, не не сум. било кој. Мене тоа не ме интересира. Нема, не сум. Јас го имам моето уставно право, како ти што го имаш уставното право. Бре, човече. Така да, така не е тоа греф. Секој Дајте си е со тогаш- своите убедувања. Твоето убедување, моето убедување, неговото. Ќе направиме еден правец. Така. Абе ќе направиме. Ние не сакаме. Ние не сакаме да седнеме на маса. Јас тоа го видов. Го видов. И тоа е така, ние не сакаме. Ние ако сакаме да седнеме, не постои да не изнајдеме заедничко решение. Ние не сакаме. Ама мораме да го посакаме и да го изнајдеме. Еве ти го кажувам тоа. Затоа што поинаква решение нема. Па човече ти има ли пострашно да не зборуваат двајца браке, пошто се Нема, различни нема. партии. Нема. Или да не се дружам зашто тој бил така. Ти ќе ми кажеш јас со кого ќе пијам кафе. Мене ми имаат кажано. И тоа че дечкото е член на ВМРО ДПМН. Па ја не можам да не седнам, јас се гледам у веле цело време и да ми рече Саша ајде да пиеме кафе. И мене ме сликаат со телефонот, вика, со овој пиеш кафе. Викам, објавете. Колку ниски работи. Објавете. Како што мене ми викаат таму некои мои другари и ми викаат, за Охрид првата година. Ти се продаде. Значи не ти биле другари. Првенствено. Како сум се продал јас? Не свекам. Јас сум конкурирал на јавен повик. Има комисија, има оценување. Ти избрали. Можеш и ти да конкурираш, можете сите да конкурират, има комисија, некаде си прифатен, некаде си одбиен. И тоа е тоа. Не знам што е проблемот. И во центар конкурирав. И ова година и во центар сум прифатен. Ајде деца на театар. Оваа година, мислам тоа што имам подпишано, официјално. И во Охрид сум прифатен. И во Росоман сум прифатен. Известен сум, ја чекам документацијата и во друга општина, која што е на владачката гарнитура. Ама ова е добро, тоа цело време се објавува. Ова е одлично што го говори заради тоа што општеството некако ни мрднало на подобро. Ова е стварно добро. Секоја чест. Ти да го Што ме кажувам. така? Значи, Што не се гледа партија? Ќе си конкурирам кога ќе има конкурс за белешко културно лето. Ако ме одберат. Ако не ме одберат, живи здрави, лани играв. Нема проблем. Говориме за твојот театар хит. Да, збориме за театар хит, за моите проекти. Така. Не разбираш? Во театар комедија не играм ништо. Чекај сега, таму не играш ништо. Не. Заради СДСМ? Заради Не, СДСМ? не, молим те не. Пошто не ми е сватливо актер како тебе да не игра ништо, освен ако не е партиски. Кога дојде промена, кога заминав јас, дојде веде директорка и некако ги симна моите представи, значи сите ги. Нора Шакири. Сите ги симна. Молам. Шакири. Те замените. Тогаш веде директорка дојде по овај после мене и ги тргна. Од која причина? Не знам, во ред. Почитувам. Значи, јас, како што сум сакал да бидам почитувам одлука на директор или веде директор. Ги тргна и дојде Магдалена Ризова, многу брзо ја тргна и неизе, да после дојде Дарко, кој што сега директор Спасов. Ме викна и ми рече да вратиме, ми рече да вратиме, да видиме дали можеме, викам, да, не можеме да ја вратиме, многу е стара. Да сега, и до душа јас му реков, ај малку одмориме. Јас му реков на Дарко, сакам малку да одморам. Честно.
Да. Јас му реков, окей, нема проблем. Нема проблем. И имаше една ситуација која е приватна, морав јас да ја кажам до него, како работодавец, и отидов и му ја кажав. Вика, добро, вика, ја планирав па да играш. Вика, па играј ти. Викам, не, ако мислиш дека ќе биде како комбинација добра, а вика ти што мислиш? Викам, Кило. не знам. И вика, добро, од септември. Значи, не, морам да кажам, ќе се вратам. Ќе играм, ќе се вратам. Таа една година и пол јас ја поправ. Ти требаше време. Значи, мене ми требаше време. Мене ми е жал што ги тргнаа сите представи. Има публика и така натаму. Но потоа јас го преболев тоа како многу работи во животот. Зошто било тоа така, не знам. И не сакам да знам, не сакам да се навраќам Не, да. на минатото. Така. Јас простив, но не заборавив, немам меморија на рибка, иако сум риба во хороскоп. Мој човек, јас сум риба. Така да, простив, но не заборавив, простив за да ми биде мене лесно. Мене да ми биде лесно. Така. На сите. Ние сме такви. До еден. На сите, и после отидов во театар после година дена, и се сеќавам, година и пол беше летно време, беше пиев кафе со, не бе некои колеги мои дојдени, со техника луѓето, ја немам проблем со кога пијам кафе. И дојде Тино Костадиновски. Ке го спомнам. Морам да го спомнам. Нормално нешто. Застана и вика, леле убави луѓе, стани да те гушнам. И се испогушкавме. Значи, јас морам да го спомнам. Тоа го направи Тино како чекор. Кој што никој не го направи. Никој не го направи. Осем Тино. У тој момент. И прв пат го кажувам, таа негова енергија, кој тој момент ми ја даде и која ја почувствував, ми кажувале, ма не е тоа, немој ти мене да ми кажеш. Ја тоа го осеќам. И ми даде некако еден ветер во грб, и затоа го спомнав, ја не спомнувам никогаш имиња, но за овој настан, односно овој момент го спомнав и фалам многу на Тино. И после испив кафе и со Едмонд, си седнавме и така да се полека си доаѓа на своје. Вика, дај, некој се смет на таа изрека мудра, дај му време на времето. Често пати јас го велам, дај му време на времето. Јас му дадов време на времето. И паметно си направи. Многу дојдоа и рекоа погрешивме. Добро да е, секој греши. Нормално. Јас Саше, уште едно прашање сакам да те запрашам кога веќе говориме за политиката и да ја оставиме да оставиме мира, страна за да оставиме. Само сакам да те запрашам многу важно прашање, па и за тебе. Дали сега идат локални избори? Дали можеби ќе се кандидираш за градоначалник или нешто слично? Дали се активираш повторно во политиката? Не. Ова приказна, односно не ова приказна, ова прашање ми го и обични луѓе ме прашале. Пошто има некои приказни, викам че да те запрашам тебе. Да, има ги слушнав јас тие приказни, не. Доволно беше. Доволно беше од моето присуство. И моето учество во тој живот. Сметам дека треба да си довлесен и да кажеш дека е доволно. Јас сум створен, јас не сум за политика створен. Може и затоа и ми се случи тоа што ми се случи. Јас не сум створен. И признај си. Ти си за уметност. Јас сум за уметност. Јас сум седна да се направиме, се дружиме. Ости ти политика. Видов дека е грешна работа тоа за мене. Остај ти политика, дај да се дружиме, како што тој што вика Лидија Вугичев, ти си пример како мене. Лидија ќе ја спомне. Ќе ја спомне, да. И не. Иако ми понудија, значи за советничко место.
Убаво би било, ми рекоа, јас реков не. Не би било. Не сакам, може би било, не знам. Ама не сакам, мислам дека е созреано времето во нашата држава да дојдат нови, млади ликови, за да одиме барем малку чекор напред. Се чувствуваш политички истрошен? Не, па јас не сум бил политичар никогаш. Јас како уметник сум легол во политиката. Очигледно уметниците не се за политика. Не се за политика, брече. Тоа сакав да те заврши. Не, па јас не сум завршил тоа. Значи јас не сум за политика. Во Јас тој- се дружам со политичари. Јас се дружам и супер се. Супер се за другари, мислам, за муабети, за анекдоти и така натаму. Јас се дружам. Но не, јас не би се вракал. Не би се вракал. Тоа е моја грешка направена и мислам дека не припаѓам, само ми може да се создадам уште повеќе непријатели, а зошто да имам краток е живот. Нема потреба, така е. Во ова прашање, по ова прашање имате идентичен одговор со Тони Михајловски, каде што и он кажува дека му било голема грешка политиката и не ми се вратил никогаш. Така да сега те запрашав и тебе и ти го повторуваш. Тоа значи има нешто вистините. Види, јас гледам Тони е малку поактивен околу тоа, јас веќе не сум активен, значи Тони да искритикува и така натаму и така натаму. Океј, сето супер, Тони поклон до земја, може би така треба, не знам, не го судувам, но сега гледајте, Тони имаме идентичен став околу тоа. Јас го сакам и го почитам многу, растев со него. Јас бев во Лицко кога тој влезе во театар и играш. Да. Растев со Тони, значи како да ти кажам. И се воодушевав сега кога ги гледав како екипа во Народен пратеник во МНТ. И одма, ете ти, кој беше, не те избра за градоначалник, па сега плука. И затоа велам, нема да коментирам. И сум си признал, па као ти да не сгрешиле. Као тие што коментира да не сгрешиле нешто. Само Тони сгрешил, или Сашо сгрешил, или Трајче, или некој друг. Ама дека сме јавни личности, ја разбирам на удар, ама таа агресија на социјалните мрежи не е добра. Јас знам да им вратам. Ако имате нешто, пишете ми приватно и ќе спиеме кафе. Јас знам да вратам. Саше, преска кога почнавме со нашиот разговор, нешто се обидов да те запрашам, но во сосема друг контекст отиде темата, но сега еве, ти го спомнам Сашко Тасевски дека си наликувате, башка бевте и двајцата директори Во исто време бевме, да, јас така? продолжив, да, во исто Своевремено? време, Саша го сменија. Дали јас може би, заради тоа што 20 бевте директори, 20 бевте на некој начин политички активни, дали би направиле некој проект заедно, некоја си стендап комедија или нешто слично? Проект, да, би направиле театарска представа. Стендап, јас, мене не ме бидува за стендап. Би ја крстили директори. Саше пишува, да, може ќе го гледа тоа. Стварно, Ќе ова го е гледа, интересна, Саше пишува многу интересни текстови, значи кој не ги читал, јас ги имам читано, Саша пишува баш урбани текстови и тоа е интересно. Тоа би направил престо, зашто не? Прво е многу добар колега, квалитетен колега, можеш да научиш многу, ние учиме еден од друг, а од него има страшни добри улоги зад себе, страшен добар багаж има Саше, така да јас не се мешам околу неговите одредби, неговите критични ставови, си имат право да си го кажат своето, Така демократија е. Со мене секогаш бил коректен, секогаш. Дури знаел да ме насмее кога имал лајбови. Да би направил представа, интересна е насловот, темата, ама стендап не ме бидува мене за стендап. Стендап е нешто сосема, тоа е друга форма. многу тешка работа. Тоа е друга форма и тоа е тешка работа, значи ја не дека нашава не е тешка. Да. Ама да мене ме бидува, да јас се чувствувам сигурен во тоа, јас можам да го терам 3-4 сати. Но јас не сум тој тип. Јас сум си за ова, јас ја терам својата приказна. Моите колеги може да работат стендап
и тие си ја терат со својата приказна и си ја терат добро. Си ја терат добро. Си ја терат Сашко, Атанас, Тино, си ја терат добро. И другите да не ми замерат, ама Да, тука и Бојан Велевски. Да, и Боки исто си ја тера добро приказната и другите што работат. Сега треба време. Не треба време за се. Ама јас ги спомнав Сашко, пошто го знам години и така натаму, ми замерија на еден подкаст. Кога ме праша како гледач, кој бил најдобар за мене, ми замерија, ама што знам, и Атанас и Тино ги спомнав јас. Мене ми се колеги од театар и мене не знаат да ме насмеат. Знаат стварно да ме насмеат. Така да и они одлично, еве и они како мене по диаспората си одат, си супер си се. Саше, снимав заедно една емисија што ја имав пред години со Игор Џамбазов и со Војче Китановски, Бог да го прости, мој многу добар пријател. И двајцата се, ама Војче така. Игор Џамбазов ми посветочи, знаеш ли ми, вели Трајче, кој е првиот стендап комичар во Македонија? Војче Китановски. Да. Војче ми вика, правеше стендап, уште кога не знаевме дека тоа е стендап. Дека тоа е стендап. Блокови. Така. Така Тоа да. е така, тоа е факт, тоа хумористични блокови он си ги правеше. Уште не беше тоа како форма, така, кажано како стендап. И тоа е така, Игор е во право. И ја Игор многу го сакам. Како дете, јас како дете, кога бев он играше во представата од Зрни се во гнев, тоа беше вака на мала сцена како коцка. Игорче овде седеше, кога влегуваше публика и ја брзав како дете да седнам. Како памтиш? Да седнам до Игорче. И кога бев директор, многу ја сакав мајка му. Анче. И како дете. И уште ја сакам. И еден ден ќе се изборам да некој театар или некој фестивал го носим, зборам за областа на комедијата, беше мајстор на комедија беше Тетканче. И затоа решив да го направам тој документарен филм. Дојдовме до Игор, мислам се сретнавме со Игор, бидејќи беше он нели малку на пауза си беше. Да. Неразбирливо, ни дозволи, татко му беше маестро Џамбазов жив, так. И тој ни дозволи и ја бев пресреќен. Кога го направи, Миле Гроздановски го режираше, и јас реков, ми го дадоа на УСБ, и вика ќе го гледаме, не викам, ќе го гледам, па ќе го гледате. Ама зошто? И викам, затоа што јас така сакам. Затоа што и го исплакав филмот, затоа што сум емотивец, бидејќи ќе се прикажуваше пред публика да не да можам да се воздржам. Направија документарец прекрасен, го има на YouTube, да го погледнат и мене ми е направил најголемата желба, Игор ми ја исполнил. Игор е шампион. И уште една желба имам, не ја знае јавно ја кажувам, да некој објект, некоја манифестација, односно култура фестивал, го носи името на Анче Џамбазова. Како што го имат во Велес Петре фестивалот. Алалда им е. И јас сакам да се изборам за Тетканче, низиното име и презиме, да го носи некој театар. Зошто да не го носи театар комедија? Анче Џамбазова се вика. Така Зашто да не се вика? Го спомнав ми дедо Петре, ти си бил веројатно многу млад и не знам дали го паметиш како актер него. Како во сенка го паметам, јас бев многу. Но подоцна е кога си веќе реализиран актер, сигурно си гледал многу представи и филмови со него. На видеокасети на се имам гледано. Во тој контекст многу ги споредува, што не е баш добро, можеби, Ристо Шишков со Петре Прличко. Какви актери се двајцата, дали се споредуваат или? Неспоредливи. Разлика север и југ. А добри маестрално. Како Дарко Дамевски, како некој други, Јацо Стојановски, така натаму. Неспоредливи. Значи, се неспоредливи, а добри маестори. Мето Јовановски. Мислам, тука е... ти ми го постави за Шишков и за Нив прашањето. Да. Јас, например, ја имав среќата да играм со Мите Грозданов. Јас имав среќата да научам многу. Почина. Да, почина, да. На дедо ми војнички
му беше другаш. И моите почетоци и на Мими. Од Струмица. Да. Јас имав среќата да ја играм, среќата да играм со Владо Светиев, покоен, во една ног со учени жени во мената само што завршив. Среќа имав да играм со зборам со тој Јаков. Да. Значи тука беа Владо Светиев, играше во таа представа, играше Емил Рубен, Мими Таневска, значи и јас само црпев, како сунгер. И сакав, само прешов може да седнам со вас, може, Владо Светиев ме викаше Александар. Добро, Александар, викај ме Александар. Само ја да сум Само да седам тука, само да слушам Толку што така. дискутирате. Многу сакав. И ден денеска некој што се живи ќе ги прашам, а што мислите вака? А што мислите така? Што да мислиме ве тера ги, знаеш? А во приказниве, кој ти е некој најак лик со кого што си играл ти? Оти имаш приказни мал милион Имам, да. одиграно. И во А1, и во каде беше Канал 5, ако не се лажам. Да имам првите приказки беа по понуда на Шенка Колозова која што ги правеше за тебе Морис во Охрид. Тебе Морис Јас Охрид. играв. Да, имам снимено таму, имам заеден над 120 епизоди. Да, ти си еден од... Канал 5, не знам колку епизоди, нек не им гостував во Канал 5. Некако се вратив во гостување во емисија, иако ме ќе доста. Имам уште едно договорено гостување и тука ќе завршим. Партари направи. Бе, мене не сакам нонстоп да ме има, знаеш. Знам, ја те познавам тебе. Не сакам да бидам досаден. Така да... Но кога те барат, не си досаден. Чекај. Да, сакам да ти го одговорам прашањето. Како ти беше? За македонските народни приказни, знам, со кој... Ама формулацијата. Кој најдобар актер според тебе со кого што ти си настапувал во македонските народни приказни? Не, ја ќе те одговорам. Или може да ни наброиш неколку имена? Чест имав да играм со младите, со помладите, така натаму. Но многу голема чест ми е што заиграв и што има записи, што ќе остана цел живот, што заиграв со Шенка. Морам така да ја споменам, со Ванчо. Со Ѓорѓи не стигна, да. Не, мал бев. Не бев мал, 22 години, мислам, кога Ама не си почина Чко мал, Ѓорги, насред. но го знаев приватно. Со Ванчо, со Снежана Киселичка, со Митко Апостолски, со Магдалена Ризова, со Дац, со Афродита Киријаковска, значи тоа се една плејада на со Гоце. Кирил Андоновски? Не играв. Не си играл? Не, со Чкокира, од дете го знам и дома нима доаѓа. Страшен актер. Да. Чкокире. Но играв. Да, Волк. Играв со Чичко Кире. Да. Тој не е земски пријател. Да, со Чичко Леле се извинувам, Чичко Кира заборавив на таа приказна, беше многу добра и многу смешна, игравме јас Маги. Не прати Чичко Кирил. Да, играв и со Чичко Кира, ете ми се исполни таа желба, пошто и приватно ние се знаеме, мајка ми работеше со неговата сопруга исто, татко ми со него и така натаму. И чест ми е, што стана запис тогаш многу помлад, па и коса има ово оно. И остана записи и ретко која има сега од помладите генерации таа чест. Со тие актери, бога ми. Со тие актери си имам фотографии и си ги чувам и си ги почитувам и ми е многу голема чест. Но Саше, денеска во ова поново време, например, твоите колеги актери чувствувам дека малку како да се срамат, не прифаќаат приказни да глумат, а тебе, например, приказните те дигнаа на многу по-високо ниво. Јас никогаш... Имам правилно умет со актери кои велат приказните не се за мене, не можам да сватам зошто е тоа така. Па не, можеби не се чувствува дека припаѓа таму. И тоа е легитимно, како ја што сум рекол за улога. Тоа е легитимно, не може да судиме. Но, јас кога влегов во приказките, се сеќавам, кога почнав мене, татко ми рече, внимавај, биди свој. Влезе во многу тешка игра.
Затоа што вие да влезете, да играте, да во тие приказни после Ѓорги, Ванчо, Коце, и Добрион игра, Шенка, многу е опасно. Јас влегов, јас сакам такви предизвици, влегов од срце и од душа. Јас не влегов за да бидам нешто популарен. Јас не се замарам со тоа. Јас на оваа професија не избрав да бидам популарен, зашто ја сакам. И дојде тоа така, само по себе дојде. Тоа само да кажам, популарноста сама по себе. Само по себе дојде од Богданов Зелник. Кога сукав Зелник. Ти ја паметам. Сите јас кога се пушти таа приказна Таа не приказ. можеш да искочам. Не може да искочам. Но, тука има удел, ќе го споменам Драги, Савевски покојен режисерот, заедно со Магдалена Ризова, Маги ме знае многу добро, и Драги и ми го даваа точниот кастинг. Значи, точната улога. Значи, така, да кажи ме ништо. наместат. Зошто е тоа Мислам, така? затоа што јас припаѓам, тој беше искусен режисер. Правеше документарци, работел со многу актери. И точно знае кој актер каде припаѓа. Која улога му припаѓа. Браво. И вие кога ќе му дадете на актерот правилна улога, која него му припаѓа, тоа се прави. Зошто Диме Станковски, режисерот, имаше добри представи. Тој направи чија си, Греф или Шприцер. Значи тоа се Мега популарни. Тоа се представи кои антологиски во драмскиот театар. Затоа што знаеше. Јас сеќам на некои представи негови ме веќе порасна, што се велам. Знаеше која улога на кого да му ја даде. И ти ако имаш точна улога и точна подела, имаш готова, пола готова направена представа. Знаеше, немаше кај него. Не бе, ти за ова си. Синиша Евтимов исто знае. Коле Ангеловски исто. Добро. Иако со Синишта не сме во добра комуникација, но јас го признам нешто тоа што е добро. Синиша исто така. Затоа има и такви представи, гледани представи. И приказните, да се навратам на нив, ми кажаа тогаш вака, Трајче. Нели ти е срам како млад актер да снимаш приказни? Тоа ми беше прашањето, така е дека многу ми не се срамат. А зошто е тоа така? Внимавај, тоа ми беше кажано од повозрасен актер. Така, знам. Викам, мене не ми е срам. Јас уживам во тоа. Јас се гордевам со тоа. Па тоа, вие младите актери, па кој е? Кој е? Кој е тоа? Јас играв тогаш во МНТ, представам епизодни улоги, така тогаш се даваше. Нема ти главна улога, онма. Епизодни улоги се даваше. И нормално, така е редот. Тоа не е како сега. И мораме да внимаваме и да направиме дистинкција во овој контекст што ти не си актер што ги прифаќа сите улоги кои ќе му ги дадат. Значи, нормално дека ако приметиш како што кажа дека не припаѓаш таму, сигурно дека не мога да си прифатил. Ме сегаш, кој што ги судат моите така колеги зошто? Ама можеби навистина не се чувствуваат комотно во тоа. И ние не можам да ги осудам. Како да ги осудам? Кој сум јас да ги осудам? Така. Кој сум јас да ги осудам? Јас немам слушат од млад колега да каже се срамам. Немам. Само имам слушато, не можам ја тоа. Значи, навистина може, не може. А постарите колеги се срамат. Па да, тоа беше постар колега кој ми рече, ма како ти немој дете ти ова пе. Кој е ова? Јас го правам тоа што го сакам. И мислам дека го правам добро. И сум го направил добро. И ти помогна тоа? Што? Те вивна малце погоре. Па добро. Македонските народни приказни. Мислам дека е една отскочна даска ти бе. Види, Ако не се лажам. телевизијата е нешто друго. Да. Телевизијата е нешто друго. Значи ти можеш да работиш во театар и 20-30 години. Џабе. Ама ќе се појавиш за нешто добро на телевизија и тоа ќе го одржуваш. И мислам дека успешно се одржуваат тие што се појавуваат повремено. Дори за диаспората заборев дека снимам, ќе ми се налутат. Кратки некои приказни снимивме по нивна желба. Така да, јас имам и одбиено во приказни да играм. Знаеш? Не, ова е ексклузивно. Да. Зошто? Затоа што вие не можете да пишувате такви сценарии. И не можете во приказките да имате голоти.
И не можете да имате таков вокабулар. Ако сакате да го чувате тоа што го правеле нашите претходни колеги, и ја чувате македонската традиција. Тоа го немало. Тоа го немало. И сум одбил. И таму сум одбил. Не само театарски улоги. Ми било срам. Значи тоа Да го било... изиграм тоа сценарио. Нема шанси. Нема шанси. Браво. Нема шанси. Например, јас не воеден. Например, ми се случило, јас сум рекол, не можемо. Таму многу се внимаваше. На други некои приказни, не се внимаваше толку. Не се внимаваше толку. И кога гледам сега, моите гледат, многу сакаат да гледат, да ги гледат и они дека стануваат рано, јас пием, па знаат слики покрај други луѓе што ги гледат, што ми праќаат инбоксот, таа го видам на Сабајле, па знам дека има приказни. И они ги гледат и никогаш ќе се случи да јас видам зирнам или ако дојам од пат или треба да тргам рано на пат и пуштам, тогаш ги пуштат. Викам, добро бре. Треба да се внимава, бе. Треба да се внимава. Кога говориме. Прво, треба да внимаваме како говориме. Прво, тоа треба драматуршката поставеност да видиме. И не секој физикус, односно не секој припаѓа на таа улога. во тој концепт. Тоа исто како мене да ме наставиш на стендап. Ја ќе излезам, ја не знам што да кажам, човече. Така мислиш. Ама не, верувај ми. И ќе биде смешно тоа. И ќе биде смешно да му гостам некој. Ја би му станал и му гостал и речем, што да кажам сега? Дајте ми нешто. Саше, ова сега ти што го кажа, што го говореше... Много искрено, ексклузивно, прв пат не сум го зборал на друго место. Така е. Го знам. Ти благодарам, чувствувам дека си и те познам, приватно знам дека си искрен во Ама тој убаво контекст. ми е, зашто да не го кажам? Дај нека Така се, е. некој работи нека се знае. Ѓорѓи Колозов, кога глумеше во македонските народни приказни, има еден куриозитет кој говори дека секоја приказна има барем по еден нов збор македонски, кажано во приказната. Значи по еден нов збор во секоја приказна, а он глумеше во безброј македонски приказни. Ти, апропо мове, ти, бидејќи ти ги знам горе-доле сите твои приказни, има впечаток, посебно во приказната што ја спомна, морам да те пофалам, за Зелникот, ти толку ти си навлезен во таа улога, толку ти се допаѓа, што како да ги јаде зборовите, често пати умеам да го кажам тоа, толку ти е сватко кога говориш, ти се гледан во ликот, дека си внесен. Ама трече, јас уживам. Јас кога работам сакам да уживам. Од срце. Ја или работам, или го играм тоа од срце, или не го играм. Не можеш да ја лажеш публиката. Срамота е да ја лажеш публиката. Не зато е тоа така. Веруваме ми. Ја, например, имало представи или снимање некогаш сум играл и кратки. Например, не, одамна ја немав гледано, ми има пуштено име за сокак. Нешто така беше таа приказна. Гледај, имам кратка улога. Тамо, ама многу интересна улога. Многу интересна. Јас кога ја видов, вика, ми се врати филмот, така, абе, Саше, ова е некако за тебе, викам, која, заврши денот, а утре дента треба да се снима. Абе, ова има, мислам, 2-3 сцени, дај бе, викам, да видам сценариото. Викам, топе улогичево. Значи, или го прави со срце, или не, ти од епизода може да направиш да те памтат. Така. Примерно да ти главна улога. И затоа е тоа така. Кога го играш со срце и со душа, тоа се гледа. Немаш да ја лаеш публиката. Нема шанси. Нема шанси. Особено на телевизија. Ма дај моли. Браво. Нема потреба. Многу ми се обидува да се провлечат. Така, ма не им успева баш. Ама како што спомнав ти, како да мислам, не како да не го уживаш. Ти се гледа дека уживаш во секој искажан твој збор, јавно искажан Па твој збор. да, па јас тоа што си го мислам и го кажувам и преку улогите, јас многу пораки во македонските приказни, јас се одма барав која е пораката. Која е пораката? Кога ќе си најдеш пораката и ќе си најдеш длабоко себе, секој си имаме, такви фиокички, си уживаш, прекрасна екипа беше и јас си кога дојдов овде, тако сум,
Да. Како што сум, и сакам да ми биде уживање. Ами лабав си. Ма Нема ни некам зашто. да ми биде напорно. Значи некам јас кога сум дошол овде, тет а тет, ти имаш прашање подготвено, ја не ти ми рече сакаш да ги немам потреба. И само 3 пати погледнав другото се што Ама ми нема дојде те потреба. прашав. Ама Отворено. нема потреба од тоа. Стварно нема потреба од тоа. Јас си го кажувам тоа што го мислам. Ниту сакам некого да навредам. Ниту сакам, ниту сум јас човек кој што сака да навреди. Јас може да кажам кој ме навредил. Ама не сакам. Дури да ни го- тоа не го Па кажеш. не, па нема потреба. Стварно нема потреба. Може би ќе дојде ден. Што ќе го кажеш? Не, нема да го кажам. Никогаш нема да го кажам. Нема да го кажам. Може би со тој човек ќе седнам. Или со таа личност. Може би ќе дојде момент. Може би од кај да знам јас. Така е. Как јас можам да кажам дека таа ситуација, како ситуација ме повредила. И сега ти, јас тоа го дрндам и го слушаат луѓето и да ме видат после 5 години. Може таа личност дај да седнеме. Може да ќе видиме бидете што е работа. пријатели. Да видиш што е работа, дај да седнеме. Јас ќе седнам. Еве ти кажувам. Ќе седнам, нема проблем. Може јас сум му погрешил или сум и погрешил. И знам да кажам, доблесно е да кажам извини. И како јас ако по нив лукам, Така е. мене луѓето да ме видат, а ќе ме видат, ќе ме доживуваат. Кажи, трачарана, тарапана? Не, Има твои колеги што ја градат кариерата никако. на тој начин. Никако. Не сакам да повредам колега. Ме повредиле. Сум знаел да се повлечам чекор назад, за да имаат простор. Ме повредиле, но нема да повредам. Јавно, со име и со презиме, во никој случај. Не дека нешто се плашам. Не се плашам. Ти ме знаеш мене. Да, Ја не се не. плашам. Немам проблем. Не сакам. Немам потреба од тоа. Ти си чувствителен и ти се плашиш да не повредиш некој. Тоа е. Јас сум бил ти не сакаш да повредуван повредиш. и не сакам. Значи тој колега или таа колешка си има своја публика и си има свое семејство. Затоа што јас знам како беше на моето семејство. Многу добро знам како беше на моето семејство. Не сакам. Не сакам да го правам тоа. А можам да го правам тоа. Може секој да го прави. Не е тоа начинот. Подоблесен е начин кога ќе дојдеш овој велам јас дај му време на времето да си сетнеме, нема про и да не сетнеме, Боже здрави, јас сме живи и здрави и секој да има среќа во животот и во кариерата. Може ќе не видат некаде заедно да правиме овој. Зашто да не? Да. Може и некош ќе седнеме муспијалок некој и така натаму да расчистиме некои работи. Се согласувам. А може јас сум сгрешил, повеќе жив човек сум. Сигурно сум сгрешил. Сигурно. Имам несвесно сгрешено. Сигурно. Така да немам проблем да кажам извини. И на подкаст да сме. Тета очи во очи. Нема проблем. Ако сум те повредил, нема проблем. Се извинувам. Не си ме повредил. Не, да. Јасно, да. Други соочувања. Немам проблем со тоа. Трече, верувај ми дека немам проблем со тоа. Знам. И не сакам на скандали, на таа да градам кариера. Ма дај моли. Саше, ги спомнавме македонските народни приказни. Се снимаат ли се уште? Дали снимате? Па не, јас не снимам. Не знам други дали нешто снимаат. Нешто Алфа снимаш, телевизија, нешто. Ама не знам зашто не се снимаат. Стварно не знам зашто. Може нема кој да ги поведе. Нешто ми е криво. Не само македонски приказни. Криво ми е што не се снимаат македонски серии. Сериите се болна тема. Тоа сакам да го кажам. Заради спонзори? Најверојатно. Ама сега види што е работа. Ние немаме закон за спонзорство. Додека Србија го има, Хрватска го има. И сега ти вели, јас сум барал спонзорство за проект. Значи јас сум барал. И се тој давател на спонзорство, што има бенефит? Он си ја гледа, он е бизнисмен. Са ние си ја гледаме уметничката страна, секој си влече на своја страна. Да. Ама ајде да најдеме една заедничка цел. Вели јас тебе ти давам, ајде ќе ти дадам. Ама јас треба да платам.
Јас треба и ова. Додека законот за спонзорство, са не знам како е, до тоа не дојдов бидејќи бев советник за култура кога беше Едмонд Адеми, сегашниот амбасадор во Шпанија, кога беше министер за диаспора, јас бев советник за култура, ја правевме за диаспора стратегија, да бев учесник од тој историски документ. Не дојдов во другиве држави, пошто ми именува во театар комедија, за 3 месеци ми викаат ќе одиш. Ајде ќе одиш, што да правим. Таква била работата. И не до тоа знам дека има закон за спонзорство. Ние мораме да го донесеме на тие големи компании. Сега ако инвестира во културата, значи он треба да помалку данок треба да плати. Значи може би има некој закон, ама не е како што треба. Најверојатно. И се ми е криво. Зошто турски серии да се купуваат? Нема ни напротив. Јас сакам да ги гледам, ама сакам да ги гледам пошто има другите канали во Србија се емитуваат на турски јазик. Зашто ми е многу сладок шармантен турскиот јазик. Ја не можам ниту да надсинхронизирам, Насинхронизирани наши. Не, ама зашто давате пари за тоа? Вие земете една серија, некоја најквалитетна, не знам тоа, бори супер. Ама зошто да нема и македонска серија? Зошто да нема македонска серија? Преспав направи бум. Па прашај го Пеце што мака имаше. Што мака имал? Колку живци исковил за таа серија? Сигурно ја не игра во таа серија. Мислам, ама прашај го Пеце колку мака имал. Сигурно имал маки. Сигурен си дека не си играл во таа серија? Во Преспав не. На Википедија пишува дека си играл во Преспав полицајецот. Во Преспав? Да. Не. Тогаш тој што ја правил тој што го пишувал тоа за те Во Преспав, на Википедија е грешка. А кој го пишувал? Преспав Саш Ристовски полицајецот вика дека глумел. Кратка една епизода. Не, немам играно јас по Преспав. Значи на Википедија да си првиш после. После ќе ми помиш, да не отварам сега. Не, културно. Овој немам, ама сакам да ти го спомнам што мака видел. За да го направи тоа. Првите епизоди спонзор немал. За тоа зборуваме. Да. Зошто да не му даеш ветер во грб? Зошто да не му даеш ветер во грб? Тоа ни недостасува. Ни недостасува македонски филм, ни недостасува македонска серија. Серии. Па нека има секоја телевизија серија своја. Ки играме. Ако не ова сезона може играм за таа телевизија, другата сезона ќе играм за таа. Зашто да не се мешаме? Зашто да не се мешаме? Мислам има глумци, ја например многу сакам серии. Јас и во Хрватска снимам серија 2007. Како се викаше серија? Све ќе бити добро. Со Ѓорѓе Кукулица и и уште добри пријатели сме со Горан Гргич и така натаму. Зашто? Јас сакам серии. Например, ја не сакам многу на филм да играм. Јас сакам во серии да играм. Значи, ти кажувам искрено. Театар, штиците што живот значат или големото платно? Па се види. Или филмот? Ако ми ставиш избор меѓу театар и филм, која е поголема магија? Што се разликува? За мене се разликуваат многу. Многу се разликуваат. На филмот ти можеш да 30-40 пати да повториш една сцена. Јас, например, имам во приказните една сцена 25 пати повторено. Вау. 25 пати. Поваден. Ама во театарот тоа го нема. Во театарот работа на моменте. Јас тоа го сакам. Жива игра. Жива игра. Ја, се извинувам, да се напијам малку вода. Да, сега. Сериите си ги сакам, пошто има многу дружење, има луѓето ги гледаат, сите ги гледаат, сакам луѓето да бидат среќни, само заради тоа. Те гледав, ова беше супер, знаеш, пошто јас не знам што луѓето гледаат. Значи, кој е процентот на публика на сериите, кој е процентот на филмот? Многу е помал во филмот. Добро, например, спомнавме театар, спомна. Дали можеби, знаеме дека е жива игра, дали можеби во тој контекст си погрешил некојаш на сцена, па како е, на кој начин се враќаш од грешката? Колегите ли помагаат да се вратиш? Сум погрешил многу пати јас. Дали некој си заборил текст? Се заборавали текст? Стално. Не стално. Стално заборавам јас текст.
И Стално што правиш заборав. тогаш, како се враќаш? Ама не, јас знам. Јас знам, Ти го знаеш, ама моментот... Што треба, моментот. Јас знам. Мене не си имаше десено, не е важно која представа. Да. Бев премногу зафатен, пошто бев и директор и бев игра во представата. Значи, а тоа беше, не знам што беше некоја ситуација, исто вака нешто колективни договори беа, мислам, не, некоја ситуација имаше. Јас не го знаев на предпремиера текстот. Јас знам што играм, ја го знам ликот. Да. И јас веќе од умор, се извинувам, ја од умор не го знаев. И на суфлерката викам стои тука. Значи само кажи ми го едното зборче. Толку. И ке тргнам. Не, ми се случувало и блок. Ми се случувало да се насмеам на сцена, од срце да се насмеам и да гушнам и колега и колешка, 2 пати ми се има слушан. И тој да види публика. Добро, Саше, во оваа смисла сум разговарал со, како што спомнавме, Чичко Кирил Андоновски, еден приватен во домашна атмосфера, и ми има спомнато дека ми вели, јас секогаш прв го научував текстот и да, се случува на колега кога ќе му затреба, кога ќе го заборави текстот, во тој момент, тоа е преголема, ми вели, трема. Може срцето да ти пукне од возбуда. Значи, тоа е, не знам ти дали си го почувствувал тоа, сите, вели, гледат во тебе, од паника и од возбуда и од трема, во тој момент може да ти пукне срцето. Јас тогаш што правам, ми вели, само ќе се доближам, ќе го фатам за рака, ќе го допрам. Ќе имаме допир, ќе го погледам и неговата реплика ќе ја кажам и он ќе се врати во игра. На тој начин успевал да ги... се случувало, да, мене ми има колега, не да застанам вака, јас сад да застанувам вака, пошто си имаме игра. Изгубенен човек. Значи, не, ја не се губам. Добро, Ја има имам од други контрола. ситуации. Значи, имам контрола. Секогаш имам контрола над себе и на сцената. Значи, може да ми се деси блок. Али ти ако немаш контролата, готово е. И јас само знаат, мислам, колегите кои што партнери сме биле, само ќе ги погледнат и знаат дека имам ситуација. Например, ја ќе остане во моје сеќавање, Роберт се повреди, а ние требаше да одиме во Хрватска. Со жена ми се вика Борис. Се повреди на вратот. И што правиме? Значи, ние мора да отидеме. И го викнав Синиша, тогаш бев директор, доаѓа, викам Синиша, ние не мора да одиме. Ајде да беше за тука, ќе го откажеме. Ама прв пат со работка, Јелена многу Жугич сакала да воспостави соработка со казалиште Комедија Загреб, од не знам кои причини. Она беше исто за театар. Што да кажем, и особено за театар комедија. И јас успеав да влезам соработка со казалиште Комедија Загреб. И вика, тогаш ми кажа Јелена, вика колку се трудеше. Викам, продолживме, направивме. Ова е за сите нас. И баш по гостувањето, првата соработка, и се случи Роби се повреди. И го викнав Синиша, викам, што правиме сега? А јас и Роберт, 20 главни улоги. Ајде да е епизода. Седиме јас и Синиша, вака, вика, слушај, вика, врти му на Атанас. Ја викам Синиша, не. Ти вртим. Ја не му вртам. Не му вртам, а ја Атанас го знам од дете. Ја го многу си го сакам и си го почитам. И Синиша го вика, и мене ми звони. Ама ја имам проба, дојди бе, викам, мамо, дојди, знаеш. И му кажувам, вика, во ред. Луцидно, храбро. И ја викам, како бе, викам, че 3 проби имаме, и вика, ај вика да стајме, вика изведба, вика една овде, екстра. Ќе ја пуштиме како екстра. Ке се проведе, колку се проведе, за да осети Атанас. Тогаш, особено, првата овде ја ставивме во Скопје, со 3 проби. Со 3 проби. Значи 2 машки главни улоги се тоа. Едната ја, едната Атанас. Чека са читачка проба и уште 2. Немаш читачки. Нема читачка проба. Читачки колку што се сеќавам. Одма почнавме со сцените. Што збориш? Абе да. Вау. Да. Ние имавме една представа, имавме проба, друга представа, проба, паза жена ми се вика Борис. И ја вака му реков. Иш да не секираш. Значи, иш да не секираш. Двајца да сме, упричава, нема да потонеме.
Значи се гледаме, го прате, пошто знам како беше текстот, ќе му дам, ти сакаш Алекс да кажеш тоа, нели знам, добро знам, и ќе го наместам. Сега ќе ми отиде на друга реплика, јас ќе се наместам. Така сме го изиграле, така да публика, мислам, се умираш од смеј. Беше многу интересно. Браво. Беше многу интересно. Со Роберт беше исто интересно, не сакам да ја погрешам сада. Али ова како ситуација беше многу интересно. Браво. Така да, тогаш, мислам дека толку се заморив, да јас бев од глава до петици жива вода. Кога заврши представата, никогаш не сум кажал дома се туширам. Секогаш, и пред представа и по представа. Тоа ми е некој ритуал, кам дајте да се истуширам. Јас бев жива вода, не перика, не панталони, не до чорапи што не ми се потат. Значи јас бев тука под голем стрес за представата, за Атанас. Јас ја носам одговорноста. Синиша гледа како ќе биде одговорноста дека ќе одиме во да се представиме државата, да ја представиме во Хрватска. Во Хрватска беше веќе друга песна. Он веќе го помина еднаш публика, го помина крштевањето и му викам, ајде ти, вика, ќе правиме проба во Хрватска. Ајде, викам, ако имаш потреба, нема проблем, ќе направам проба. Ама го помина, викам, крштевањето. Добро, Саше, ти, например, кога гледаш представа, дали како актер тоа ти е професија, дали можеш да приметиш други актери ако им се случи некој момент таков да приметиш, тука овој го враќа него во игра, он го забори текстот, дали може би тоа си го приметил, дали знаеш да... Ако ги познавам лично, ако сум играл, со нив играм или се од колективот, ги познавам и знам, и то се мајсторски се снаоѓаат. Јас не одев долго време да гледам представи во мојот матичен театар. Почнав да гледам. Бев на премиера, последната премиера, предходно исто бев на Тарзан, тоа се многу квалитетни представи, ова последната на Нина Николич. И јас снимив клип и мене ме гледат луѓето, јас си снимав клип, аплаудират, после го скратив за да им аплаудирам и си ги објавив јавно, им честитав, затоа што ми ја наполнија душата. Значи, навистина многу добра представа, како и Тарзан. До душа на некој им пишав, знам дека за Тарзан им пишав на Ева и на Столемицев. Моje мислење, и знам дека на Столен Инстаграм им пишав дека е супер. Супер си, мајсторе. Супер си, екам. Саша, не можеме да го завршиме овој подкаст, а да не те запрашам за Лидија Вукичевиќ, за обвинителка, представата, кога... не смеше тоа да го промашиш. Не сме, во која што глуми и Магдалена, нашата пријателка Маги, она е шампион. Добро, како успеавате ваква екипа да се створи, како дојде до соработка со вакво големо име од Србија? Тоа дојде случајно на една гола месечина, нејзин колега ми беше гостин. И игра они заедно на представа, чекајќи министра, и ја ги поканим да гостуват овде, нели? Они беа гости овде. И после нешто се случи, едниот колега откаже. И откаже улогата. И мене тогаш, така ти кога ти местата работи, јас ништо не работи. Тогаш се случи тоа што се случи, тоа сценарио, ништо не работев или да мене ми се јави. Сакаш ли ово? И јас реков, сакам. И тоа тргна од таму и после викам, го патувавме, викам, јас ке направам нешто. И ние конкуриравме во Министерство за култура. Со таму кажав на Огнен Неделковски, која ми е идејата да напише текст. И после ние го доправавме, Оги го направи, значи, после ние, вика, слободно. Значи, он си отворен. И направиме супер, Министерство ни даде колку што ни даде. Ни за добро утро. Значи, ништо. Ни за добро утро. Дури беа толку фини, ние имавме, требаше премиерата да даеме, првиот дел од парите не беа стигнати. Направите, така беше кажано. Од администрацијата, не тогашниот министер. За култура пак ја пуштиме, како можеш да имаш страни с гостин. Ненормална работа. И од таа бирократија. Ама тука помогна Тикен Холдинг, Баже Шегмановиќ, мој драг пријател,
Тој гради згради и помогна почесниот конзулат на Република Србија со седиште во Охрид. Така да, навистина многу им благодарам. Инаку морам да кажам дека за мене Лидија Вукичевиќ најубава и покрај годините што си ги има, дамите за години не се прашуваат, најубава српска актерка дефинитивно Лидија, секоја чест. Апсолутно. Ке го гледа ова? Да, Лидија ќе го гледа, ја го пуштам, она биле, Сашко, пошалји ми линк, де си био. Да. И да ти кажам, Лидија, не само што е убава, не само што има своја специфика како актерка, хабитус, талент и така натаму. Лидија е многу добар човек. Лидија ме има до 5 до 6 сабајле критикувано. Немој. Да. А си седиме дома кај мене. Да. Научено на многу работи, затоа што и она го има поминато мојот пат. Мојот истиот пат. Значи искрена критика од колега, знае да ти даде. Истиот пат на разрешување го има поминато Лидија. Како јас. Како да се поставам, како да изреагирам, да ме искритикува за ова, позитивно да ме насочи. Па и поискусна да. Како не. И ден денеска, јас да ја прашам, ако не може, ако се одисне моментално 4 серии снима паралелно. Ке ми одговори. И ке ми даде совет. Одма дали на Viber, дали на WhatsApp и така натаму, или ако е нешто, се слушаме во 2 сат, во 3 сат сабајле. Значи, ние имаме таа релација и со незините синови, и со Давид, и со Андреј Маркела, така да, инаку Лида станува баба за брзо, ја објавив тоа, го проширив, затоа што многу им се радувам како семејство и со неа, и со Андреј, и со Давид, тоа се прекрасни пријатели. Кога ни доаѓа Лидија повторно? Дали повторно може би таа представа? Не знам дали представата малку ќе паузира од други причини, мора да паузира. Значи ќе паузира таа представа од други причини, а Лида ми вети дека ќе дојде за 1 месец, но тоа ќе биде приватно, кога планирам да го посите обичаи да си го светам новото живеалиште. И од тие избрани луѓе ја викнав и Лидија. И Лидија рече ќе дојдам. Браво. И мене тоа многу ми значи, ќе дојде во приватна посета. Така да мене... Значи сте вистински пријатели? Да. И преку неа имам запознато многу луѓе и сега се договараме кој ден ќе биде слободен, бидејќи јас ќе бидам малку еден период луфта послободен, да дојдам да прославиме за тоа што ќе биде баба у 2 Јелена кај Весна Змијанец. Така да, брате, кога се слави, се знае што се слави. Нормално. Не се слави. Old school, нека се слави. Нормално. Саше, мислам дека во глобала опфативме, ти имаш за зборење, твојот живот е буквално, значи да се пише роман, не книга, но опфативме големи теми од твојот живот, така да можам да ти ветам имаме уште. Дека имаме уште, така е, ако прифаќаш нормално да снимаме повторно. Да. Ќе се договориме. Дај нека биде лето да можеме негде надвор да се седнеме, добра идеја. Ќе направиме нешто повторно. Да биде. Така. Поинако да бидеме облечени, нека некако се чувствувам како за на избори да сум човече. А овој почит кон вас сите, кон целата демократски импулс. Се знае како треба да си облечен нормално. Сакам јавно да ти се заблагодарам што воопшто прифати, што дојде. Ние се познаме, како што кажав, долги години, што ми спочитува и што дојде. Ти благодарам за поканата и сакам на крајот ексклузивно да го најавам новиот проект кој го подготвувам, пошто стварно си ми голем пријател. Јас подготвувам една многу убава представа која ќе биде во премиера во октомври месец. Го нарекуваат Розов октомври. Еве, јас пак се смеам. Ќе ме поканиш. Тоа е за жените кои се лечат од канцер и се излекувани.
и дека со добра волја, со поддршка, со убава мисла, да им посветиме една представа, дека успехот е неминовен. И за нив тоа ќе го направам. Не откривам каде веќе се договараат работите, не откривам кои ќе бидат, не откривам, мора да биде така ексклузива. Јас ќе бидам единствениот маж што ќе играм, тоа ќе биде друго све жени. Така да, наистина ексклузивно и од срце едва и го чекам октомври и му благодарам на еден човек кој што рече нема проблем. Поддршката се направи тој проект и ја имате од секој аспект. А кој е тој човек ќе се види на пресконференција. Фала ти за оваа ексклузива. Нашите дами, нашите мајки, нашите герки, нашите другарки кои што се лечат од таа веќе епидемија заслужуваат. Заслужуваат да дојдат и малку да се дружиме. Така? И ние мажите треба да го направиме Се тоа. согласувам, мајка ми не успеа да се излечи од таа болест. Ќе дојдам со задоволство, ти благодарам. Ти Мислам благодарам. дека не погреши со овој проект. Ти благодарам многу, заради тоа што ваков представа за овие луѓе не мислам дека не направи никој, а фалеше нешто вакво. Некако како имав прилика да се сретнам, да се соочам со такви работи и сватив што е животот. Дајте бре Ништо. луѓе да се сакаме, да се радуваме во моментите и ајде, сите грешиме еден на друг. Тоа е тоа. Идемо дале до медали. Така е. Ти благодарам уште еднаш, кога се гледаме во наредна прилика. Фала многу, поздрав да сте гледачи, а ако некој нешто го повредив, јас се извинувам. Се беше како што треба. Драги мои, тоа беше Демократски импулс, Сашо Ристовски, мој драг пријател гостин. Следете ни повторно, а знаете дека треба да притиснете лайк доколку ви се допадне ова видео и да го споделите како ви допро до што повеќе луѓе. Се гледаме.